Со мене во студиото е Петар Атанасов, кој што во последните години го памтиме, ние го знаеме Петар како експерт за многу работи и професор на факултет, меѓутоа бевте како заменик министер за образование, па потоа не го излеговте, па имаше еден период на критики и од едната и од другата страна и така натаму. Денеска сте универзитетски професор и неактивен во партиската политика, предпоставувам, на Социјалдемократскиот сојуз. Да, комплетно неактивен партиски, но активен политички. Во јавноста често изложувам своји мислења, споделувам она што го работам со јавноста, на 2-3 полиња работам, не сум експерт за се, не можеме да бидеме експерти, но успешно си ја работам својата професија, сум научен работник, професор на постдипломски докторски студии и многу други работи. Со Рубин Земун гледам идниот вторник ќе има промоција на својата нова книга. Ќе биде и тој тука во студио, само се договораме дали понеделник и баш вторник. Вие сте еден од промоторите. Меѓу другото, вие сте еден од најдобрите експерти во Македонија за меѓуетнички односи, за проектот Едно општество за сите, ако смеам така да кажем. Ајде да тргнеме од тоа, Петар. Како ви се чини сега од страна гледано, како се спроведува овој проект Едно општество за сите? Да, книгата е дело на 5 автори. Се обидуваме да заокружиме една целина и еден период во кој се појави ова идеја, се појави националната стратегија за едно општество, но за жал владата застана со тој проект. Или немаше сила да го бутка, или па не го разбра, затоа што за големите идеи треба многу време. Додека бев јас активен и политички, и експертски, и професионално со оваа стратегија, со етничките односи, како тие да се канализираат во политиката преку оваа политичка партија, се направи една прва фаза и направивме една стратегија со акционен план која е извонредна. Значи, мислам дека владата нема такви стратегии за многу области, можеби за една или две области. Тоа е владина стратегија и владата има обврска да ја спроведува, но владата не ја спроведува. Етнизацијата на политиката ги збуни младите политичари и Зоран Заев и неговата политичка аура со сите негови блиски соработници повеќе внимание обрнуваа на етничките концесии спрема својот коалиционен партнер, што доведува до еден паралелизам етнички во општеството и спроведување на модел на диференцијација. Значи имате модел за македонците и имате модел за албанците. И тоа СДСМ, Зоран Заев и владата го бутка веќе 2 години. Наспроти, да кажем, не го почитуваат ова што беше зацртано во стратегијата. Не можете вие да градите заедничко општество или едно општество за сите, а на ДУИ да му давате приватно министерство. Не затоа што е ДУИ, туку затоа што нивната агенда не е општествена интеграција во насока на која сум се залагал јас, се уште се залагам, но е во насока на етнички концесии според нивната етнички концесии, што точно мислите? Мислите на еден период во кој што на привилегии етнички, што го рушат врз етничка основа. Да, целосно врз етничка основа, не врз етничка основа. Затоа што идеологијата на ДУИ е етничка. Значи, Охридскиот рамковен договор се фетишизира. Значи, Охридскиот рамковен договор е историски договор, прифатен, спроведен, но ни ја влоши етничката платформа во државата. Донесе до сегрегација, имате општини каде што само се фура етничка агенда, една скопска општина само тоа го прави. Се сегрегира општеството. Етничките лидери по теорија и по дефиниција сакаат да ги замрзнат етничките разлики. Тие секогаш да постојат, секогаш да има мали тензии, затоа што тоа е нивниот пазар, тоа е нивниот политички пазар. Меѓутоа, факт е дека меѓуетничките тензии во Македонија во последните 4-5 години се сосема намалени. Тие во испитувањата на јавното мислење, мислам дека дури не се ни појавуваат. Прашање се разбира ова што предупредувате дека тие не се исчезнати. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што се задоволени политичките елити. Но не значи дека албанците добро живеат. Ќе најдете стотици илјадници албанци како и македонци кои ќе ви кажат дека во ова општество имаме општествен трулеж. Имаме лоша распределба на богатството. Имаме заситување и богатење на етничките и политичките елити, а нема ништо за граѓаните. Тоа го разбирам, ама тоа е социјална критика на ситуацијата, не е меѓуетничка критика. Сакам да кажам, едно општество за сите пред се беше проект за
во областа на меѓуетничкото Да функционирање. се намали другите влијанието на етничките разлики. Основните Беше две грешка. работи на националната стратегија да се намалат етничките разлики, да не веќе да етничките разлики не доминираат во општеството и во политиката и да се создаде, да се отвори простор за поголема комуникација меѓу сите, за да се струшат овие етнички стеги кои го држат поединецот, а богами многу големи сегменти во општеството во изолација. И сега имаме еден успешен Охридски договор, кој имаме да кажеме, повторна етнизација на политиката, имаме сегрегација, имаме етнички замрзнати односи, но имаме стабилни етнички односи на политичка сцена затоа што политичките елити се задоволени, материјално, идеолошки, со министерски места, со директорски места. И граѓаните се немокни да го менуваат овој систем, кој го владеат некои политички структури што се тераат својата агенда. Значи ова е една голема политичка приказна, што можеби некои не ја разбира. Која беше шансата на таа агенда уште од почеток наспроти ова една компликувана потреба за политичко балансирање во државата, бидејќи оперираме со мали парламентарни мнозинства, многу е комплексна коалицијата, дури оваа сега што ја подготвувате составена од се и се, што уште повеќе ќе има веројатно нагласок на овие етнички елементи за кои говорите и така натаму. Но каде едно општо за сите можеше ли да победи во судирот со реал политиката во Македонија? Па можеше да проба. Можеше ли да стане реал политика? Можеше да проба, имаше шанси. Значи имаше еден порив, еден политички инстинкт на граѓаните, независно од нивната етничка агенда, особено албанците, која дадоа илјадници гласови на СДСМ за таа платформа. СДСМ требаше храбро да продолжи со таа идеологија, да не застане. Со тоа ќе влијаеше и на ВМРО ДПМН да ја промени својата платформа и да ги отвори вратите и за не македонците во ВМРО ДПМН, но да влие и врз етничките албански партии, дека етничката агенда не е единствена во оваа држава. Ако смеам да забележам, и Алијансата за албанците, и ВМРО ДПМН, па и ДУИ, сите говорат за едно општество, за сите, секој на свој начин тоа. Една држава за сите. Од аспект на етничка агенда, затоа што тој национализам им носи гласови, им носи министерски и директорски места и ресурси. Не е ли малку... Тоа е многу едноставно. Знам, Петар, го разбирам тоа, но се обидувам да излучам една политички агол на гледање. Не е ли мала работа што во Македонија дури и ВМРО ДПМН отиде во предизборни мултиетнички коалиции? Па тоа е веќе влијание на тоа што претходно се случуваше. Да. Јас минатото лето имав една голема анализа која јавно објавив, во кој безмалку апелирав до ВМРО ДПМН да се отвори кон албанците, затоа што не може веќе да се прави влада во Македонија без мултиетничка политичка структура во било која политичка сила. И ВМРО ДПМН почна тоа да го прави, се чувства, мислам дека не е доволно, треба уште. Добро, макар и речникот многу омекна, има промени, како нема промени, одење во коалиција со една албанска партија голема промена за ВМРО ДПМН, но најголема промена би било кога во ВМРО ДПМН би се зачленувале и на добри позиции би дошле албанци, но и во ДУИ кога би дошле македонци. Тогаш би била револуција во општествена смисла. Добро, мислам дека ќе причекаме за тој вид револуција, не може сега. Па еве Али Ахмети рече дека тоа ќе дојде за 20 години. Јас работев на тоа да дојде за 5 до 10 години, но СДСМ мислам дека се откажа од таа платформа. Затоа што има и втора фаза, но јас веќе не сум во политиката и нема кој да ја спроведува. Што предвидува втората фаза? Па предвидува имплементација и спроведување на акциониот план кој беше паралелен со оваа стратегија и правење на национална стратегија 2, затоа што беше стратегија за развој на концептот. Втората фаза требаше да биде развиен концепт и создавање многу подобри услови во општеството. И акцентот на граѓанинот, на правата на граѓаниот, редистрибуција на богатството, социјална кохезија. Сега имате во Скопје, мислам има многу што да се зборува. Јас колку што се сеќавам, а веројатно и ти се сеќаваш, дека во Скопје 3 улици се прават 10 пати. Ако тие пари што 10 пати се направи улиците пред сите локални избори во Скопје се поделеа во руралните средини на 20 км од Скопје, денеска нема да имавме уште една турнеја од селата кон градот, каде што градот е загушен, загаден и така натаму и така натаму. Добро. Ерата на промоцијата ќе биде во вторник, новова промоција, јас имам текст таму внатре. Ќе биде, гледам и Стево Пендаровски ќе биде на промоција. Па така е најавено. Добро.
На една Еве те поканувам јавно и Да, тебе, па јас ја добив поканата, секако ќе се обидам таа е во 6 Јас пишувам точно за концептот за едно општество и општествената интеграција во таа книга. Ерата на Зоран Заев завршува во македонска политика по негов избор. Во партијата ќе има викендов избори, ќе видиме дали ќе завршат во прв круг или ќе има и втор круг, а тој се добива впечаток како едва и да чека да се повлече што побрзи од премиерското место. Не знам дали тоа ќе се случува веднаш по нова година или можеби дури и пред тоа. Што е твојата оценка за таа ера? Ајде, бидејќи беше, да речем, релативно едно време и близок соработник во некои од тие проекти, особено едно општество за сите, потоа се разочара, сега си еден од најголемите критичари на... Па не најголем, но сум критичен. Да, добро. Еден од... Убава фаза, убав момент за државата. Неколку години во кои се мобилизираше енергија, се мобилизираше граѓанството, програмски се репрограмираше СДСМ, се создадоа многу нови моменти, се создаде една партија која ги отвори своите врати и за, да речеме, разумот, паметот од државата, но и за многу други слоеви. И мислам дека во таа прва фаза направи многу СДСМ и Зоран Заев и затоа веројатно и успеа да добијат довербата и на домашната и на надворешната политичка сцена, но потоа некако се измести таа приказна. Во таа фаза бев јас внатре и многу се работеше. Се работеше на терен, многу со луѓето се работеше. Јас сум одел на терен Тоа е 2017 Тоа е 2014-2016. Добро, тоа се, значи го видиме пред изборите. Пред изборите. По изборите? По изборите се промени приказната, СДСМ влезе во втора фаза, се сменија работите некако и почна повеќе партиски да се работи отколку општествено или државно. Да, агендата на надворешната политика остана, но сите други агенди некако застана и мојата оставка беше дека не се спроведе тоа што се ветуваше. Знаете, еден ден некој ќе ме праша, вие што правевте тие години? Значи, неспроведување на реформите, особено во образованието, откажувањето од оваа приказна етничка, но и многу други работи. Како гледате на... Вас партијата, јас бев гостин таму, јас бев кооптиран како професор, како човек кој требаше да помогне во таа идеологија, програма, да освежи партијата, бидејќи беа паднати, многу беа. 10 години во опозиција, груевизмот газеше, но потоа некако се измести сето тоа и не се реализираше поради погрешна кадровска политика на Зоран Заев. Кажувам трет пат за 2 недели. Чи погрешна, катастрофална кадровска политика внатре во партијата, но и на истакнати места во државата. Од страна гледано сега со повикувањето на Заев, сепак имаме трка на тројца луѓе таму, кои што доаѓаат од една средна генерација политичка, да кажем, не се ни престари, се разбира, не се ни премлади, така. Очекувате нешто да се менува? Пак ќе кажем од страна гледано, но сепак знаете доволно и за внатре и за воопшто и претпоставаме луѓе ги познавате. Па Фросина Ременска и Јован Деспотовски ги знам многу добро. Кандидатот за премиер не го познавам. Иако тврди дека е долго време во партијата, јас не сум го видел, барем во тие години кога јас бев активен. Има и позитивни и негативни страни, бидејќи веројатно ќе победи. Тој ќе биде еден нов октруиран лидер, веројатно, затоа што цела номенклатура на Заев застанува зад него, тоа е очигледно. Па не го познавам затоа што веројатно не бил многу активен. Зошто велите веројатно ќе победи? Затоа што номенклатурата застанува? Затоа што има поддршка од врвот на партијата. Тоа е најмокна поддршка. Па дури на општи избори тоа функционира. Па да, на некој начин. Позитивно е што е непознат лик. Можеби за мене еве како професор, како интелектуалец и човек што активен во политиката бил и се уште, позитивно е на тоа што не е познат за пошироката јавност, не е истрошен. Има некакво искуство, затоа што се изнагледавме со партиски кадри каде што има 2 реченици. Влегол во партија на 18 години и станал министер или директор. Да. И таквите биографии треба конечно да завршат и во едната и во другата партија. Сите тројца имаат професионални биографии, што е право. Сите тројца кандидати и Ременска и овие другите два кандидата се гледа дека немаат пристап до партиските структури. Според сликите овие денови на Facebook, на социјалните мрежи, само еден кандидат се рекламира. Но таа поддршка на Заев и на цела номенклатура што е на власт се уште, ни дава за право дека тој ќе биде избран. Но јас мислам дека она што Ковачевски го зборува овие денови не е ништо ново. Еве ќе ви кажам зошто. Тоа што он го кажува сега, ние го направивме веќе 2014-2016 година. Се реорганизира партијата, се реструктурира.
партијата целосно се промени во тие 2 години. И затоа толкова енергија генерираше и затоа привлече толку гласови. Може би во тој груевизам и тоа беше максимумот, во понормални услови ќе добиеше повеќе. Но знаете што е главната поента тука? Не се променија луѓето во СДСМ. Затоа јас и отидов. Персонално или како Па карактери? луѓето не се променија со своите вредности, со своите очекувања, со својата активност. Личеше на Демократска партија, но луѓето што одлучуваа во СДСМ не ја следеа таа агенда, обштествена агенда, демократска агенда, агенда за правда, за редистрибуција на парите. Остана истите луѓе. Колку што разбирам, мислите нема шанси за СДСМ. Спас за таа Па не, партија. јас кажувам дека се зборува дека ќе се направи нешто што веќе беше направено, но поединците во СДСМ не се променија. Пазете, партијата во кој 2 реченици ги слушате постојано. Па ти не стануваш директор, министер затоа што си убав и паметен, туку затоа што си член на партијата. И втората реченица, јас сум 20 години во партијата. Слушајте, вредноста дека некој бил 20 години во партија, па што дека бил во партија? 10 години беа во опозиција, јас кој дојдов кај. Значи вредностите во таа партија. Кога таквите како вас си заминуваат, тогаш ќе останат овие другите. Па еве останаа, веројатно останаа. Па сакам да кажам, може би треба да се види зашто се ова што го заминуваат. зборува не дава надеж дека нешто ќе се промени. Знаете, демагошкиот говор веќе не пали. Нас ни требаат луѓе со знаење кои ќе кажат што конкретно ќе ги намалат ли функционерските места, ќе го редистрибуираат до богатството во државата, ќе има ли повеќе правда, ќе се делат ли. На сето тоа одговорите да. Сакам за крај да ве прашам. Не, ова е сериозен предпоставувам. наратив. Јас во една емисија пред неколку дена дадов една идеја како на пример политички мокта би се редистрибуирала, барем од она што го имаме да добиеме нешто повеќе. Но тешко оди. Партиите не се даваат. Кажете ми во таа смисла за крај, што е перспективата на Македонија? Нова политичка сила. Нова политичка сила. Во смисла на нова политичка партија или? Не, нова политичка сила која ќе прерасне во политичка партија, која ќе биде различна од овие 3 што сега ги имаме. Возможно ли е тоа? Па треба да се проба. Работите ли вие да таа проба? Па да. Јас и многу други луѓе што ја сакаат оваа држава, што мислат дека во оваа држава може пристојно да се живее. Граѓаните се немокни сами да превртат оваа политика. А овие 3 мокни политички партии не ни го даваат тоа што сакаме да го направиме од оваа држава. Можно е, треба да има нечисти етнички партии, нормално, да понудат реални промени кои ќе се случат веднаш по доаѓањето, не знам, на власт или во парламентот. Имаме безгласен парламент, имаме злоупотреба на мок, имаме партии кои прават што сакаат во оваа држава. Тоа левица го ветува се вие што сега го зборите. Па левица има само 1 и 2 пратеника. Ама истата програма што ја говорите, веднаш промени, веднаш стопирање и така Па натаму. не е на власт левица. Сакам да кажам дали е перспективата во партија како Успехот на левица? левица се должи на незадоволството од овие две големи политички партии. Значи се направи обид во оваа држава 30, 40, 50 партија се формираат, но никоја не успеа. Овие две мали територијални поставени, можам да кажам, мали комунистички партии не дадоа да се формираат. Веројатно ги осуетија сите обиди. Левица влезе во моментот кога постои огромно незадоволство од овие две партии и привлече гласачи од двете страни млади луѓе. Дали ќе успее да направи нешто повеќе, јас не знам, ќе видиме. Кога ќе објавите вашата иницијатива? Па уште не сум 100% сигурен дека ќе биде тоа скоро, но ако биде скоро ќе биде прв пат кај вас. О, одлично, благодарам, баш ми. Ќе ви се јавам посебно за тоа. Супер, баш ме. Но мислам дека постои желба за нова политичка сила која различно ќе работи од овие две корумпирани и не знам какви политички кои не работат во интерес на граѓаните, работат во личен интерес. Па видите што се случи во последните преговори за влада. Па тоа беше брука и срамота што се гледа. Значи за едно колку тежат 4 пратенички места. Знам, Петаре, ама така изгледаат сите преговори за сите влади во светот. Не, ама тежината... тука имаме дисбаланс на легитимна политичка власт што ви ја даваат граѓаните. Не ви даваат власт за тоа да правите. Па видите, оваа пасивизираност што Монтеске кажал дека апатијата на граѓаните е најкатастрофална за едно демократско општество. Ние токму денес сме во таква апатија. Граѓаните се немокни, овие се семокни, имаме богати политички партии кои мислат дека ние сме нивна собственост и владеат со нас. Да проба некој, не само јас, било кој нека проба да наруши оваа политичка матрица. Ќе живееме подобро.
Еве, ја слушнавме практично промоцијата на новата партија, се надам дека и официјално овде во ова студио ќе објавим. Петар Атанасов, баш ми е драго, имавме една жестока доза на политички реализам, предпоставам во изминатите 20 на минути.